Синоќ беше комплетирано второто коло на втората македонска фудбалска лига со надпреварот под рефлектори во Струмица, каде Беласица преку Персвард со 3-2 го доби Скопје. Пиратот од автокоманда со гол од пенал го отвори надпреварот за водство од 0-1, а потоа Беласица постигна гол за 1-1 на полувреме. Во втори дел Беласица направи комплетен Персвард за 3-1, а во финишот од мечот Скопје погоди за конечен 3-2. Честитки за моите играчи. Како што кажавте и вие, надпреварот не почна баш најдобро. Значи примивме гол од пенал, дали беше, дали не беше, тоа е судиска одлука и они се тие кои решаваат во тие моменти. После тоа покажавме, мислам дека и покажавме поголем карактер од противникот, се вративме со гол до полувремето и на полувремето веќе се договоривме со моите играчи да бидат смирени, да не влегуваат во продолжението од надпреварот еуфорично. И мислам дека и второто полувреме бевме тимот кој што доминираше на теренот. Во моментот бевме овој надпревар бевме подобри од противникот и секако дека тој и резултатот на крајот е одлика на самата игра. За атмосферата ќе кажам, на Струмица дека ги фали таков амбиент, на Беласица и фали таква поддршка. И само со поддршка на трибините ќе го развиваме фудбалот и во вакви услови ќе само фудбалот ќе оди напред. И еве еден апел до сите љубители на фудбалот во Струмица да продолжат да ја поддржуваат Беласица во оваа сезона, затоа што Беласица мислам дека ќе има што да каже и текако во првенството. Видовте еден интересен надпревар на две екипи солидни. Домакинот, сакам да им честитам на домакините за освоените 3 бода. Во текот на надпреварот покажаа дека се многу понапред од нас, можеби повеќе сакаа победата. Ние тренираме само 3 недели сме заедно со тимот, така да почеток на првенство е. Одиме напред. Во фудбалот, знаете како, не се гледа почетокот на акцијата, се гледа крајот. Така да одиме од коло во коло за подобри игри и повеќе бодови. Во следното коло Беласица ќе иде на гостување кај новиот второлигаш Голема Конјаре, каде тимот од Струмица ќе биде апсолутен фаворит во секој сегмент. Екипата на Скопје во следното коло на домашен терен ја очекува тешко соучување против Шкендиот Рачино, која по првите 2 кола е максимална со 6 бодови.